Од август пред новата реколта да биде собрана, оризопроизводителите од државата очекуваат договори, а подоцна и откуп на оризовата арпа. Што ова значи за статусот на оваа култура и производителите? Значи, конечно, после неколку месеци со донесување на оваа одлука, Уред вас извинувам, државата застанува партнер до земјоделецот, до ризопроизводителите. Тоа значи дека нема ова и нема да дозволи државата оваа култура да замре. Сведоци бевме на слабиот откуп во изминатиот период, но сега со оваа уредба точно ќе може државата и да донесе точни правилници за да се изврши откупот за стокови резерви. Колку тони се очекува да откупи државата и кога? Се очекуваат околу 2500 тони да се откупат за стокови резерви во наредниот период, значи во наредниот месец. Производителите со години имаат проблем и водат војна за откупната цена со трговците, поради што во нивните амбари секогаш имаат непродадена арпа, што за нив е огромен проблем. Колку во залиха оризова арпа има во моментов? Во моментот не верувам дека има повеќе од 3000 тони, но сепак не су компетентни да кажам тоа си има агенцијата за односно Инспекторат за земјоделие може прецизно да ви даде информација. Значи, конечно, до Министерството за земјоделие со вршувањето на ваквата уредба, значи очекуваме да бидат опфатени сите земјоделци. Останало во периодот да допрецизираме колку по количина може секој земјоделец да продаде и по која цена. Оризот во Кочанско е застапен на 4000 хектари, а годишното производство е над 20.000 тони.